Повеќе од 120 жени ромки и припаднички на другите етнички малцинства ги подобрија своите вештини и можностите за вработување. Благодарение на проектот, зголемување на учеството на жените ромки на пазарот на труд. 23 жени од Делчево, Берово, Пекчево, Гостивар, Тетово и Дебар ги подобрија своите технички вештини, додека 66 поминаа 3-месечни обуки преку работа. Околу 40 жени од Скопје и околината ги искористија стекнатите предприемачки вештини и развија нови бизнис идеи и бизнис планови. 23 работодавачи ги отворија вратите за жените кои учествуваа на обуките преку работа. Што мислите за ваквите проекти? Задоволство ние што учествуваме во овој проект. Има многу позитивно мислење за овие проекти. Со задоволство прифативме понудата која ни беше доделена и улогата да можеме да помогнеме. За такви проекти кои што се како вашите, кои ги поддржуваме и кои ги се финансирани од Европската унија, сметаме дека се добри. Инаку овие обуки ги оценувам како позитивни. Веќе по втор пат имам корисничка на оваа обука. Со овие проекти сме и сум задоволна премногу и би сакале и понатаму да траат, зашто самите нашите ромки имат многу голем впечаток од самите проекти и доста вештини се обучени на ова. Долгото искуство во нашата организација која е вклучена во овие текови веќе 22 години во Македонија ни укажуваше дека најранлива група, етничка група во Македонија се ромите, а над се жените ромки. Од тука и се приклучивме кон оваа акција, односно кон овој проект и мислам дека е добар потик и за другите компании да ги вклучуваат жените ромки во своите средини, во своите активности, во своето производство. Дали имате некаква придобивка од учеството во ваквите проекти? Значи, за време на трајањето на овој проект од 3 месеци имавме практично двајца во нашиот тим, и тоа една медицинска сестра и една хигиеничарка. Така да се надевам дека имаме обострана придобивка што практично ни се зголеми тимот за работа и реално ни се олесни работата со нивното учество, а се надевам и ние придонесовме за да пренесеме дел од нашите искуства, да ја осетат работната средина, што е и целта на проектот. Дали сте задоволни од учесничките и дали сте задржале некоја за понатамошни работни ангажмани? Ние веќе двајца вработени поминаа преку оваа обука, задоволни сме од вработените, ги осигуравме. Вработените исто така се доста коректни, послушни. Сметаме дека и понатаму ќе продолжиме со таква работа и соработка. Од учесничките, од практикантите што се кај мене сум презадоволна. Многу брзо ја сватија работата. Презадоволни сме, значи, за учеството нивно, активно беа вклучени во сите практично секојдневната работа во нашата ординација. Значи, како се дискутираше, се разговараше во однос на теоретскиот дел, исто така им беа презентирани колку што можевме максимално сите практични вештини. Мислам дека тие беа многу активни цело време во организација, се вклопија, беше малку тешко да се состави една нова целина во самата организација, но успеавме со испомош на сите вработени што сме во организацијата. Да, од практикантките сум премногу задоволна, значи се заинтересирани, имаат смисла за самите вештини, имаат идеи нови. Дали би им препорачале и на други компании да земат учество во вакви проекти? Им препорачувам и на другите фирми да соработуваат и да вработуваат на овој начин. Исто така им препорачувам и на другите компании, предпријатија, значи да ја искористат оваа можност. Би им напоменал и на други амбуланти, ординации, болници и така натаму кои биле заинтересирани за да можат да си конкурираат за некои од тие понудени работни места. На крај би сакал да им препорачам на малите предпријатија, на поголемите предпријатија, да ги вклучат жените ромки во своите средини, се со цел да им се
помогне прво на нив и да се створи една позитивна атмосфера во обкружувањето, во општините, во градовите, а над се во самата Македонија. Значи, моја препорака е да сите други компании да земат учество на самите вакви проекти, за да се зголемат вештините на работните сили. Учесничките на обуките не испуштија можноста да го стекнат своето прво работно искуство или да го прекинат долгиот период на невработеност. Како бевте прифатени од колегите? Моите колешки и колеги ме прифатија добро, убаво. Задоволни од мојата работа, а јас исто така задоволни од нивниот начин на работење. Значи, јас сум презадоволна од целиот тим. Како прво ме прифатија како човек, пријател, а после како практиканка тука. Значи, добро ме прифатија, газдарицата и сите. Па добро ми оди. Колегите многу убаво ме прифатија, многу сум задоволна од нивниот пристап, од колегијалноста. Бев многу добро прифатена од колегите, иако малку ми беше потешко да се прилагода на обврските и на новите колеги. Меѓутоа, сепак се потрудив и успеав во тоа. Кои се вашите придобивки од овој проект? Дали се стекнавте со нови знаења и вештини? Моите придобивки од овој проект се многу големи, значи задоволна сум од сето тоа што го научив во текот на овие 3 месеци. Работевме многу работи, пишување извештаи, финанси, буџет, скенирање, принтање и други административни работи. Со моето практиканство во оваа организација научив многу. Како прво, методите на истражувањето, пишувањето на финансиските извештаи, а исто така бе вклучена и на делот од активностите кои што налага работа на терен. Многу ми помогнаа колешкиве, околу мене што са, шефицата исто. Од почеток ми дадоа крпи да вежбам на нив, да се научим да шием право. После тоа ми дадоа коланчиња да направим, па фестани да ги сошием, многу други работи и се уште ве колани шием за панталони. Тука научивме од се помалку, шатирање имавме, учевме шминкање, фенирање, од се по нешто. Исто така, обуката се водеше добро, значи нивните вештини ни ги покажаа на нас, ние ги припативме, научивме многу работи и сега сум вработена во конфекцијата линеја. Чистам риби, ги хранам рибите, служам луѓето и така. Значи, за овие 3 месеци обука, доста работи научив, доста стекнав, значи, во пракса и во администрација. Се стекнавме со нови пријатели, нови знаења. Ние тука работиме, одиме во магазин, земаме роба и го редиме маркетот. Како резултат на сето ова, јас ја добив работата и за понатак. Порака до идни учесници на вакви проекти. Исто така ги охрабрувам и другите жени ромки да пристапат кон зголемување на нивните вештини, зашто би го зголемили потенцијалот за нивниот влез на пазарот на трудот. Препорачувам на сите невработени жени ромки да посетуваат ова обука од невладината организација ХАМ, за да им се пружи можноста да се вработат. Им препорачувам на сите ромки жени невработени да учествуваат во овој проект. Препорачувам на сите ромки, значи, да учествуваат во овие проекти. Значи, доста имаат значење, дека многу ќе им користат во иднина. Би им препорачала да учествуваат во вакви обуки, за да можат да си најдат работа, зашто сега е тешко да се најде работа. Би дала една порака за нови учеснички да се вклучаат во вакви проекти, зашто е многу добро за нивни вештини да се научат. Тоа ќе придонесе за нивно вработување. Им препорачувам на сите жени ромки кои не се вработени да прифаќаат вакви проекти. Сакам да ги охрабрам и другите жени ромки да се вклучат во вакви проекти и да си стекнат вештини, знања,
се со цел за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Ајше, Албина и Селма се само дел од позитивните примери на овој проект, кој со голема желба и залагање го продолжи работниот однос во компанијата, каде започна да ја кројат својата успешна приказна. Искрено се надеваме на уште многу вакви успешни примери во иднина. Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на ИПА програмата за развој на човечки ресурси, преку секторот за склучување договори и финансирање при Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика, а спроведувано од Македонската развојна фондација за предпријатија, Микрокредитна фондација Хоризонти, ХАМ од Делчево и Месечина од Гостивар.